Ми е отишло другото видео, јас не умеам да го не умеам да го спојам. Не умеам да го спојам. Во секој случај видеото го почнав као здраво на каналот на Снежа Мрежа сте, правам приказни со цел дека сметам на тој начин ќе им помогнам на старатите, претежно помлада популација, затоа што некојаш чувствувам дека сум добила нешто во животот како сознание, имам, нели, добивам желба да го споделам, особено со помладата генерација. И затоа ги правам овие видеа, затоа што сепак си верувам во себе дека оставам некој си мал, скромен допринос до подоброто секојдневие за другите луѓе кои ќе се задоткам. Навистина не знам да се снајдам со говорот. Не сум некој говорник, не знам каков јак говорник, но се трудам и целата работа, се што имам всушност е љубов спрема тоа да споделам нешто што мислам дека е добро. Инаку не мислам дека сум некоја јака јутјуберка или не знам што. Инаку јас нели се викам Снежана, живеам во Скопје, во Македонија. Мислам дека на другите видеа сум кажала сосема јасно со што се бавам, имам едно дете од 7 години, имам еден сопруг од 44 години, се е окей, значи работиме, живееме во државава и тоа се, и сега нормално, како и сите други, ние сме всушност сведоци дека, нели, се дешаваат ствари околу нас, значи луѓево, поготово, јас барем сум фокусирана на тоа и затоа го гледам тоа и го пратам. Луѓево, особено што ги гледам околу себе, многу често значи се речаваат да се снаоѓаат по други земји. И не е нормално, не е тоа ни случајно, ни напразно, ни не знам, сулудо, едноставно е навистина големо решение. Имено преска баш прочитав во една женска група од жените се од Германија, нели? Жените се од Германија и едноставно си пишуваат совети и прашања во врска со животот таму, како да добијам ова, како се добива ова, како вака, како така. Често пати се поставуваат прашања од типот: трудна сум, 3 дена на работа почнала, дали да им кажам на овие работодавциве, што да направам, дали да скријам, дали да кажам. Мислам, односно не, пардон, треба да потпишам договор за работа, дали да им кажам дека сум трудна. Мислам, дајте луѓе. Баш имаше еден коментар, вика, од оваквите луѓе, вика, пропадна Германија. Значи, едноставно, такви луѓе што паразитираат во животот, мислам дека навистина лошо влијат врз економијата било каде. Ама добро, може би Германија може да ги издржи тие луѓе. И моабетот ми беше дека, знаеш, имаше една жена која што пишала дека е бремена со трето дете, или пак го родила третото дете, не се сеќавам сега баш, и стигнува писмо дека добива 3 години работен стаж, впишани во незиниот стаж, затоа што таа всушност има трето дете, односно ќе го роди или го раѓа тоа трето дете. За мене таа информација е поразителна. Поразителна е затоа што цело време се трудам да задржам некоја си психичка состојба, као дека се може и овде, дека можеш да се трудиш, дека можеш да обстоиш, дека можеш да постигнеш и тука нешто и слично. Меѓутоа, таквите податоци за толку огромна грижа за своите граѓани е апсолутно поразителна. Среќа што не знам многу други информации во врска со другите земји од околу, инаку веројатно до сега сигурно не ќе сум била овде. Јас се сеќавам пред едно 10 години уствари, се сеќавам додека работев на каса во еден маркет, помина еден човек кој што работеше нешто со луѓе што одат у странство, работат или не знам што беше поентава со човеков, меѓутоа човеков нешто као цело време ме стимулираше, као демек, ајде фаќај демек документите, заменувај, као, знаеш. Еднаш кога ми вика, ти не знаеш, вика, луѓе на што све се спремни, вика, само да заминат од овдека. Што све, вика, прават, вика, за да заминат од овдека. Викам, дај човече, одлади, викам, остави ме на рад сегаш. Као, ја работам на каса у маркетов сегаш. Као, leave me alone. Колку сум била наивна. Како и да е,
Бидејќи јас сум, односно јас се трудам да бидам верник, да верувам во Господ Исус Христос, се трудам да ги исполнувам неговите зборови, да го сакам ближниот, да се сакам себе си, да го сакам Господ со сето срце, сета мисла и тоа се. И многу се молам онака да видам што треба да правам јас со целава ситуација. Како треба да постапам? Дали да треба да земам и ја да запалам тоа патиките што викаше една моја комшика на времето, вика да, знаеш, да палиме патиките. Дали да запали човек патики, да стварно нака да исчезне одека, да го снема, или е паметно да се трудам, да останам овдека, дека можеби нели нешто останало, не знам што, и така натаму, и ми текна на една мисла. На времето, татко ми почина, 1989 година татко ми почина, и мајка ми последна година-две најде еден човек со некое си, како се вика, со некое минато, нели, како се вика, као дискутабилно минато, и немаше комплетна доверба во него. Човекот со неа, он, значи, бидејќи татко ми почина, нели, како, се као беше работел, нели, ти да се земат, нели, тој да не посвои нас, и ние, нели, да продолжиме да живееме еден живот, нели, понатаму, таков како што ќе го живееме. И човекот замина рече, као, да скидам значи, ќе одам во Германија, ќе се вработам таму, значи, ќе ти испратам документи, ќе ти испратам сето тоа што е потребно, нели, и дојди ти ваму. И мајка ми, како мајка ми, сега морам да го кажам, ова е вистина, значи, на вистина, ова е raw truth, така, ова е сировата вистина за моето минато, за дел од моето минато. И мајка ми, односно човеков, нели, ни праќаше пакети, огромни пакети, значи метро на метро на метро, како сега го памтам тој пакет, ни испраќаше пакет со гардероба во него за деца, како што сме ние, значи джемперчиња, панталончиња, нешто, лакчиња за ногти, ова, она, не беше нека гардероба, меѓутоа нормално, како што ние бевме со самохрана мајка со две ќерки, буквално, значи, буквално секоја помош не беше добро дојде. Ој Боже Господи, зашто плачам? Како и да е, значи, тие пакети беа прекрасни, нели, тоа се. И еднашка, нели, тие се слуша на телефон, контактираат, и еднашка дојде редот, нели, да рече, знаеш, пубе, вика, ќе ти пратам, вика, пари, ќе купиш карти, или како и да било, сега ја се раскажам ситуацијата од аспект на тогашно дете, што сум слушнала, што сум разбрала, како и да е, но тоа е поентава. Ќе ти пратам пари, вика, ќе купиш карти, ќе доеш, вика, во Германија со децата, и тука ќе живееме, вика, знаеш. И мајка ми, полна со разноразни предрасуди и стравови, од типот на тоа дека ако одам во Германија со две ќерки, со човек кој што немам толку многу доверба во него, као, сваќаш, можам демек да останам без ќерки, може таму некој бордел да ми завршат ќеркиве, да ги силува, да не знам што, не знам како, што сега кој ќе размислувам ја од мој аспект, колку што го познавам тој човек, каков беше, тоа се, мислам дека многу сгреши мајка ми. Ја разбирам како е, значи со деца, можеби, не знам, можеби јас тоа, не знам што да кажам, може јас тоа би го направила, не знам. Но како и да е, женава ги зема парите од него, меѓутоа нели не отиде таму. Го измами човекот, сметала дека прави добро дело, најверојатно, го измами човекот. Тој беше ужасно нервозен. Стварно, не знам, мислам, како можел тоа да го направи. И после тоа мислам дека ги престана да контактираат. Или он не се јавуваше на нејза, она вистина ја сакаше
мајка ми. Јас ако бидам искрена, исто јас многу го сакав и го почитував тој човек. Многу беше добар спрема мене. Не можам да се пожалам, значи навистина. Ме носеше таму кај што ќе побарав, ме возеше у кола, јас сакав да се возам напред, ме ставаше напред, ме носеше на флипери, ова она, бидејќи јас сакав флипери. Како и да е, значи, немав таква вибрација, нели што би се рекло, немав таков вајб, дека човекот би направил нека таква мрачна ствар. И со самото тоа, на некој начин, мајка ми ја запечати нашата судбина. Еве вака сега си размислам, додека работам во работната соба, нели, бидејќи во оваа прекрасна куќа, имам работна соба, во која што всушност работам. Но овде кога доаѓам, бидејќи светлото е подобро, па тука ги снимам видеата, додека работе во работнава соба, онака си размислувам на ова, си викам, чекај, морам да го направам ова видео сега. И бидејќи сакам да оставам трага, како и секој човек, секој од нас сака да остави трага. Сите ние оставаме некаква трага. Дали на овој или на оној начин некој ќе пишува, некој ќе направи песна, некој ќе направи некој смотано видео како ова, меѓутоа сите сакаме да оставиме нешто. Како и да е, работам и го размислувам ова, можеби на крајот на крајшта може некој од вас што го гледа, што го слуша ова видео ќе биде така дарежлив, така штедар, така прекрасен да сподели мислење во врска со ова мое искуство. Или можеби ќе сподели нешто слично или така натака, нели? Меѓутоа, поентата ми беше, причината зашто се нафатив да снимаме, затоа што зашто спомнав, нели, дека сум, нели, верник, као верник. Спомнав дека сум, затоа што работите ги гледам и од тој аспект на верата. Колку, бидејќи верата, нели, ни сведочи за тоа дека во човекот постои гревот, нели, кој што исто така е причина кога некој одлучува за нешто, нели, и гревот во тоа сето тоа учествува, ако можам така да се изразам, сега не сум многу речите или слично, ама мислам дека ме контате што сакам да кажам. Да не била, нели, можеби незиното лошо претходно искуство на мајка ми. Да не било тоа лошо претходно искуство на мајка ми што ги имала во животот, за кое што ќе треба да снимам видео од 50 сати, нашиот живот би бил можеби сосема поинаков. Ја можеби би била дете фактички во Германија, би била апсолутно worry free, кој знае каков живот би живеела јас, кој знае каква снежана би била јас да, рецимо, мајка ми била жена со која што, верува во тој човек, значи, оди таму, се преселуваме, ние како деца почнуваме учиме јазик, сестра ми така како едно паметно девојче кој што навистина ја одеше во школото, кој знае што ќе завршеше таму. И јас исто така не сум за фрлање, мислам, разбираш. Меѓутоа тука беше вистински предизвик да се школувам и да учам, да имам, да речам, високо образование, бидејќи јас бев од самохран родител дете, тој период ние не бевме толку паметни, например, да земам, например, да работам и да учам или не знам што, свееш. Се сведува на тоа дека човек во животот му треба и Господ. Еве, можеби сега ми доаѓа на мене всушност одговорот на ова мое прашање поради кој што го почна видео. Се сведува на тоа дека нас уствари ни треба Господ. Нас уствари ни треба честниот живот што го нуди Господ преку својот Син Господ Исус Христос, за да кога во животот правиме одредени одлуки, решенија, што да правам сега, кај да дам сега, фактички во тој момент, ако го имаш ти честниот, здрав, прав живот во себе, ти не можеш многу да залуташ, што би се рекло. Значи, ако мајка ми живеела со праведен и честен живот, ќе нашла барем човек на кого што може да му верува, или барем ќе имала појасна слика дека тоа е човек на кој што може да му верува, и хоп, ние би биле сосема некои други состојби, животни случаи и слично лево десно. Значи, ова видео го правам со цел да го прославам Господ, praise the Lord, значи апсолутно, praise the Lord, да го славам Господ,
да кажам колку на мене ми е потребен Господ, а и на сите нас, бидејќи сите сме исто создадени, значи колку ни е потребен Господ кога одлучуваме нешто. И колку е потребно да бидеме праведни и честни, затоа што кога ќе додат тие клучни моменти во животот, да одлучиме за нешто, и ако си ти праведен, ќе го избереш добриот избор за себе. Ќе го избереш добриот избор за себе и нема да луташ и да си го губиш времето во некои апсолутно празни, да речам, патишта, избори или слично. Тоа. Нека е славен и преславен и прославен нашиот Спасител Господ Исус Христос, кој што на сите нас не мисли само добро. Јас сум запрепастена, значи буквално сум запрепастена од нашиот Спасител. Поготово во последно време читам и слушам на YouTube многу некако видеа баш во таа тематика и не можам доволно онака да се изразам колку сум восхитена и колку го обожавам Господ. И тоа е тоа, така, тоа сакав да кажам и посакувам нормално на сите вас прекрасен и убав ден. Посакувам и се молам за сите вас да се потрудите навистина да бидете праведни, добри, да го славите и следите Господ, за да на тој начин секогаш Господ ве води на зелени пасишта. Така имаш еден стих во Библијата, дека кога Господ ти е пастир, тој ќе те одведе на плодни зелени пасишта, нели, во смисла духовно, нели, ќе најдеш она изобилие во животот. Ете тоа ви го посакувам. Ви посакувам изобилие во нашиот Спасител Господ Исус Христос. Многу љубов и само напред. Чао.